Темата која деновиве беше актуелна во јавноста е групата на Телеграм која што постоела веќе 5 месеци, но јавноста стана свесна дури сега. Стануваше збор за група на телекомуникацијската апликација Телеграм, каде што околу 8.000 членови беа вклучени во неа и беа споделувани порнографски содржини од девојки од Македонија, дел видеа, фотографии од интернет. И тука се покрена прашањето за одговорноста, кој треба да ја сноси одговорноста, но сакаме да зачнеме една друга тема која што говори за приватноста, заштитата на приватност и на безбедноста на овие мрежи и вклучително и на социјалните мрежи. Еве лично јас имав ситуација да направам принтскрин од таа група и да ја споделам во месенџер на Facebook. Мојот Facebook профил беше избришен, од друга страна 5 месеци на друга апликацијска мрежа функционирале и се споделувале фотографии кои што од нечии телефони и уреди и таа група не беше избришана се до пред известно време, односно пред 2 дена. Со мене во студиото се Горан Ризаов и Филип Нишковски од Фондацијата Метаморфозис, кои што работат на оваа тема во однос на интернет безбедноста, заштита на приватност, има држано обуки на оваа тема. Добро дојдовте во студиото. Филип, да почнеме со вас. Што треба да знаат корисниците и на социјалните мрежи и на овие телекомуникацијски апликации во однос на својата безбедност и приватност, односно како да ја заштитат и зошто, да речеме, еве Facebook брише веднаш, го брише еден профил доколку се види дека се споделуваат вакви содржини, а друга апликација не. Значи, што треба да знаат во тој дел, кои се побезбедни и на што треба да внимаваат корисниците? Она што е битно да го разграничиме Facebook со апликација за комуникација. Facebook представува платформа која во себе има своји правила за однесување, правила за што може да се споделува, што не, и за да се ги спроведува овие правила користи алгоритми, дури некогаш и вештачка интелигенција, за да препознае содржини кои што се забранети според начелата на користење. Додека апликации како Telegram, која спомнавме, и WhatsApp, кои се апликации за комуникација, не прават надгледување на она што се комуницира меѓу двајца корисници, дури што повеќето од тие апликации користат енкрипција од корисник до корисник, каде што тоа им овозможува комуникацијата да биде приватна и никој помеѓу таа од една точка до друга која комуницираат да може да знае што се праќа од едниот до другиот корисник. Затоа, во случајот на бришење на акаунт поради праќање на содржини кои што не се според начелата на Facebook, тоа се случило бидејќи Facebook го препознал тоа, го мониторира и го препознал тоа што се случува. Додека на овие апликации нема кој да го надгледува тоа и корисниците се одговорни самите кон себе за тоа што го прават и што го комуницираат меѓу нив. Добро, значи во овие случаи одговорност не може да има доколку се споделуваат, освен ако не дозволи самите создавачи на апликацијата. Така? Добро, Ризав, ние видовме и голем споделување на фотографии од малолетна публика, од малолетни девојки на овие мрежи, што пак покрена уште едно прашање околу нивната заштитност и до некаде одговорноста на родителите, докаде колку знаат што прават нивните деца на своите телефони, на овие апликации. Како можат родителите да ги заштитат децата во овој дел? Само да се надоврзам прво на ова што го збореше Филип. Значи овие апликации, односно компаниите кои што ги водат, не ја нагледуваат содржината. Меѓутоа, секогаш постои опција тие што се членови на групата да пријават кога ќе забележат дека има недозволена содржина или незаконска содржина. Генерално,
во сите демократски општества споделување на порнографски видеа и фотографии од малолетници е незаконски. И за тоа се одговара кривично, нели, и се оди во затвор. Значи, тука е прашањето зошто сите тие 7400 членови, или 8000, колку што биле кога бил најголемо членството, не пријавиле дека такво нешто постои. Зошто 5 месеци таа група постоела без никој да пријави никому дека тоа се случува? Да. Се поставува прашањето колку други такви групи има, каде што исто така не се пријавува. Па она, например, што јас го забележав е дека беше отворена, почнаа да мигрираат на друга група, која што пак има ете други администратори, каде што се продава од телевизори и фрижидери до оружје. Што па ми донесе сега да размислувам и за друго прашање сега, ако ваму се споделува порнографски, ваму се продава оружје, што исто така е незаконски. Така што очигледно слободата на интернетот некако е преширока и преголема и премногу може да се злоупотреби. Да, па виртуелниот простор е всушност рефлексија на реалниот простор. Значи, тоа што се случува во реалноста ќе се случува и на интернет, ако има можност да се случува. Во овој случај, правото на приватност, кое што нели од една страна треба да им се обезбеди на жртвите, од друга страна треба да се знае каде е границата. Значи, да, таа е енкриптирана комуникација, меѓутоа кога се повредува законот, тогаш не важи тука право на приватност. Значи, тука престанува тоа право и тука важи кривичниот законник. И тука секој на своја одговорност треба да го забележи тоа и да пријави до надлежните. Исто така и жртвите на овој случај треба да се охрабрат и да пријават до надлежните институции за да може да се расветли целиот случај, тие што се одговорни да одговараат пред законот или нели да завршат во затвор. Во однос на родителите и која станува збор за малолетни деца, нели? Значи родителите би требало да се заинтересираат повеќе за овие технологии кои што сега се користат за комуникација. Значи технологијата многу брзо напредува и општ печаток е дека кај нас родителите не каскаат, значи не доволно се запознаени со со иста брзина. Значи сега постојат разни можности, има софтвери, има апликации кои што дозволуваат контрола на уредите, значи родителите можат да контролираат каде нивните деца се вклучуваат на интернет, кои сајтови ги посетуваат, кои апликации можат да ги инсталираат, кои апликации не можат да ги инсталираат, какви содржини можат да споделуваат, какви не можат. Значи сето тоа може да се контролира, меѓутоа треба да се обрне внимание, да се потроши време, да се научи како тие апликации функционираат. И додека да почнат ќе излезе друга и трета и така. Тоа е исто уште поголем проблем, затоа што цело време тоа напредува. Значи сега е Telegram, утре ќе биде некоја друга апликација, задутре она што сега го користиме Viber или WhatsApp нема веќе да постојат, можеби ќе излезе некоја нова социјална мрежа, значи тоа заради лична безбедност и заради безбедност на децата мора да се следи. Значи тука немаме избор. Или ако го игнорираме, тогаш да не користиме уреди. Тогаш да не ги користиме. После скандалот нели со прислушувањето во Македонија, голема е загриженоста кај граѓаните и многу често и добиваме прашања, еве и ние како новинари, што е најбезбедно да се користи. Имаме Viber, имаме WhatsApp, имаме Signal, имаме Telegram, значи голем број апликации. Чии се овие апликации, кои ги поседува и може ли некоја генерална оценка да се даде кои се најбезбедни за комуникација и каде корисниците се најзаштитени? Да, повеќето од апликациите кои што се користат кај нас, например највеќе Viber, за како пример, Viber моментално е доста безбедно. Значи, самата фирма која е собственик на Viber вложи доста во подигање на безбедноста во комуникацијата на корисниците и сега секоја комуникација на корисникот со друг корисник на Viber по дефолт е енкриптирана. Исто така и комуникацијата во групите во Viber се енкриптирана. Енкриптирана значи шифрирана со тоа што може да ја прочитаат само оној што ја пишува и оној што ја добива. Во меѓу комуникацијата никој не може да ја прочита. Дури некој да има некаков софтвер
или хардвер за да ги прочита, да ја прочита оваа комуникација или да слуша кој што збори на Viber, не може да го разбере тоа ниту да го види. Можат само двата корисника, што праќа и што добива. Така. И такви сите овие кои што ги набројавме? Viber и WhatsApp имаат по дефолт енкрипција, додека Telegram, која што се користеше во случајот со јавна особа, таа не е по дефолт, туку треба самиот корисник да избере secret chat, па потоа да во тој secret chat тој тип на комуникација е енкриптиран. Исто така Messenger има можност на Facebook, апликацијата има можност да биде енкриптиран и таму постои secret chat. Не се доаѓа така лесно, не е интуитивно, не е во интерес на Facebook вие да комуницирате енкриптирано, бидејќи тогаш па не ќе може да ве следи што комуницирате. Значи овие компании, овие големи играчи како Facebook и Google, нивниот интерес не е приватност. Они имаат безбедни комуникации поради тоа што законот налага така. Но нивниот бизнис модел, нивниот интерес е да има што помала приватност за да повеќе заработуваат. Што се поседува Facebook? Facebook ги поседува и Instagram и WhatsApp. Веќе во последните верзии и тоа е и брендирано дека е собственик на овие апликации, што значи дека на пример доколку комуницирате со некој или на Instagram, не знаете кој е човекот, користи некој псевдоним таму, но ако користи телефон за верификација на профилот кој е ист за профилот на Facebook, кој исто да го користи, можно е на Facebook да го препорача како пријател на вас. Истото важи и за WhatsApp. Самата бидејќи се иста компанија споделува своји информации. Едниот вашиот телефонски број, ако го користите на сите три апликации, е идентификатор дека станува збор за ист човек. И самата компанија сака вие да комуницирате на сите три негови продукти. Затоа може да ви го препорача како пријател, дали на Instagram, дали на Facebook. Со што се нарушува таа анонимност ако некој сакал да ја има. Да. Колку овие secret chats до каде оди безбедноста? Колку се тие безбедни за комуникација? Комуникацијата е безбедна, но проблемот тука станува колку се безбедни уредите каде што се овие мобилните телефони или компјутери. Ако вашиот мобилен телефон има некаков злонамерен софтвер на него, дури на системско ниво, комуникацијата која што е енкриптирана е вие џабе, бидејќи тој што ќе има можност да гледа што всушност ви доаѓа на вашиот телефон и што праќате. Така да самата комуникација е безбедна, но исто така треба да се земе предвид и безбедноста на уредите кои што се користат за таа комуникација. Затоа е препорачливо дури за некого кој му верувате. И праќање на доверлива содржина преку интернет, преку овие месенџери, може да потоа да биде прочитано од друг, и ако тој уред не е безбеден. Значи, не е доволно само да верувате на човекот, треба да му верувате и на уредот кој што го користи тој човек. Без негово знаење, тие информации може да бидат земели и злоупотребени на крај. Ризалов, вие сте новинари, на која комуникација користите, кога споделуваме, имаме и комуникација со други луѓе, имаме комуникација кога ни кажуваат доверливи работи, сега сето тоа се пишува и се споделува преку овие апликации. Да. Како ти во твојот дел ја штитиш таа безбедност и приватност на оние што пишуваат? Значи, прво, најбитно е на кога му праќате. Значи, ако не му верувате, значи, тука не збориме веќе за технологија, тука веќе збориме за доверба меѓу тие што комуницираат. Ако немате доверба во тој што комуницирате со него, не му праќате доверливи содржини. Тоа е затоа што може да ги злоупотреба. Тоа е наједноставно, нели? Прво тоа треба да се определи. Да, и веќе сме сведоци на праќање принт скринови, јавно објавување на разговори секогаш кога двајца не се во добри односи, веќе
излегува од контрола, може да излезе од контрола евентуално. Така, има милион примери како тоа се злоупотребува и тоа секогаш треба да се има на ум кога се праќа доверлива содржина. Што се однесува до безбедноста за таква сензитивни содржини, за мобилен чат, најчесто е најдобро да се користи мобилната апликација Signal. Зошто? Затоа што таа е исто така енкриптирана, како и овие што ги спомена Филип, меѓутоа разликата во тоа што таа е open source апликација, што значи дека нејзиниот код, значи она што се случува позадината на апликацијата е целосно достапен на јавноста и постојат луѓе кои што на доброволна основа цело време го проверуваат тој код и обезбедуваат дали е малициозен, дали нешто што се случува позадина може да му наштети на тој што праќа или на тој што прима пораката и дали на вистина е енкриптирана како што се наведува дека е. И тоа се потврдува секогаш со сигнал. Значи таа апликација не е безбедна за комуницирање, нели за сензитивни содржини. Има сега уште една која што е ново излезена, се вика Wire, која што е исто така open source апликација. Исто така ја користат се почесто во последно време, меѓутоа за секојдневна комуникација, значи за несензитивни содржини, сосема е во ред да се користи било која од овие што беа претходно споменати, дали Viber, дали WhatsApp, дали Messenger на Facebook, дури и Telegram. Значи сосема е во ред, тие се модерни апликации кои што ќе завршат секојдневната работа за комуникација. Да, сега прашањето е околу безбедноста за содржините, не само за содржините кои што се споделуваат, туку злоупотребата нивна. И тоа е клучното прашање овде, затоа што се гледа дека тие се толку многу безбедни, еве да речеме Телеграм, што дури 5 месеци функционира една група, не може да се лоцира, корисниците сите имаат телефонскиот број, не им се гледа и тие се сите се под прекари, така што е многу колку е сега тешко или лесно да се лоцираат овие. Видете, за овие компании е многу скапо да обезбедат некој да надгледува, значи тоа треба човек да го надгледува дали дел од содржината што се споделува во тие групи или во тие чатови може да ги нарушува, да ја нарушува приватноста или да ги нарушува законите во одредена држава. И тоа тие нема да го направат чисто од причина што сакаат профит. Значи тоа се комерцијални производи, тоа не е, ако се бесплатни за користење, они продаваат реклами, значи тоа не е така едноставно. И тука е оставено на самите корисници. Значи тоа се остава на свеста на тие што се членови на тие групи, на тие што секојдневно трошат време на социјалните мрежи, што комуницираат преку Viber или преку WhatsApp, што се членови на такви големи групи, се остава на нивната свест, бидејќи сите овие апликации имаат опција да бидат пријавени. Значи, вие можете како член да пријавите дека нешто сомнително се случува. Тогаш, штом има повеќе пријави, одреден број на пријави, самата компанија ќе провери, ќе види дали навистина е така, ќе потврди, ќе комуницира со властите во таа земја каде се случува тоа. Значи, тие што се членови на такви групи треба да видат што се случува во таа група, зошто се зачленети во таа група, ако не се зачленети по нивна волја, бидејќи тоа е можно, ако забележат нешто сомнително, веднаш да го пријават и да ја напуштат групата, нели? Да. Оно што мене ме чуди е што, еве, кај нас често се употребува говорна омраза, и тоа јавно, на Facebook. Тоа се експлицитни содржини на навреди, закани кон одредени лица. Тоа никогаш не се санкционира, меѓутоа се многу стрикни, барем Facebook, во однос на споделување на вакви содржини и слично. Имаат ли секоја социјалните мрежи како Instagram и како Facebook или овие апликации, дали најмногу се реагира околу порнографските содржини отколку кон говорот на омраза, да речеме? Какви им се правилата на игра? Што треба да ги знаат корисниците? Правилата на игра им се подеднакво исти, но оно што за порнографски содржини или говор на омраза. Но оно што реагираат корисниците, имало неколку написи на интернет по врска со тоа, е дека реакцијата е многу повеќе за порнографски содржини или налик на порнографски содржини, отколку за говорот на омраза.
Да, говорот на омраза е малце потешко да се идентификува, можеби повеќе се тој тип на идентификација компанијата, односно апликацијата повеќе се сослонува на самите корисници да пријават, за разлика од порнографијата која има голотија и слично, па може да тоа да се препознае автоматски, но многу повеќе има реакции за ревноста на санкционирање на повеќе на порнографски содржини отколку на говор на омраза. Иако и двете се санкционираат. И која е вашата препорака и за сите корисници? На што треба да внимаваат кога споделуваат, особено сега зборуваме за полнолетна публика? Па спомна прво Горан дека треба да внимаваат на кого споделуваат како прво. Дали му веруваат на тој човек или не. Многу често се случува, доколку некој човек е таргетиран за некаква измама, за да сподели некаква сензитивна содржина, да корисникот со кој што комуницира и не е тој. Има краден идентитет. Затоа треба многу добро да го познава тој човек, за да пред да сподели нешто такво. Друго што она што треба да внимавате, кои канали ги користат за таква комуникација, таа да биде енкриптирана нормално. Има многу дебати која е руска, која е америчка во однос на безбедноста. Не комуницира, ваму американците слушаат, со ова не комуницира, русите слушаат. Мислам, веќе владе еден вид на параноја кога станува збор за користење на овие апликации. Да, и тие работи се менуваат. Значи, некоја апликација што до вчера била безбедна и била од некаква фондација надгледувана и користена, може од утре да биде продајана и да користи некој друг. Тие работи се менуваат. Може би треба да се следат трендови чива е таа апликација. Овие апликации кои ги спомнавме, Viber, Facebook, WhatsApp и Telegraph. Telegraph е, например, собственост на руска компанија, но не е руска компанија што е во Русија, туку се во Велика Британија, кои се баш против режимот во Русија. Така да Сигнал е компанија која што работи како дел, добива средства од други. Например, Сигнал добива последна донација од еден од собствениците на WhatsApp, поранешен собственик, кој што инвестираше во Сигнал, бидејќи верува во безбедноста и доверливоста на таа апликација. Затоа се смета Сигнал за една од најбезбедните засега апликации. Иако имаше пред, мислам дека година дена, еден инцидент кој што се искористи дупка во самиот Android, за да може да се прочитаат содржина од Сигнал. Иако Сигнал беше безбедна, самиот Android систем каде што беше инсталиран имаше безбедностна дупка која се реши брзо, но во тој период можело да се искористат таа безбедностна дупка и да се проведат некои работи кои што не треба да бидат видени. Интернет просторот е вистина дури застрашувачки вака звучи. Мене најмногу она што погоди беше, еве кај нас бидејќи ја следевме целата сторија со околу јавна соба, што се јавува и родители кои што вика може ли да проверите дали името на моето дете се спомнува, дел од нив се јавува бидејќи детето им страдало од депресија веќе неколку месеци па да не било тоа поради ова. И тука се отвори прашањето околу сајбербулингот, ако порано тоа го имавме очи во очи или во училиште се случуваше, сега тоа се случува во интернет просторот. Така што сајбербулингот е нешто што е сосема друга тема што треба да се покрие, меѓутоа би сакала да поразговараме околу тоа како е можно тоа да се сопре, бидејќи родител нема реално, не може да види како и што комуницира и со кого неговото дете. Да, се почесто има случаи на сајбербулинг или врсничко насилство на интернет. Треба самите деца прво да комуницираат за тоа. Значи да разговараат околу тоа
родителите ако забележат, треба да разговараат со децата, да видат зошто тоа се случува, кој го прави тоа, и тоа е системски проблем. Значи родителите на оние деца кои што го прават булингот треба да ги едуцираат, односно да ги, како се вика тоа, Да, добро. воспитаат на начин на кој што Веќе никаде нема да овие го прават тоа. апликации нема да се потврди идентитет, нема да се потврди дали е некој над 18 или над 12 години, не постои нешто такво. Значи секој може да се вклучи. И сега да речеме фотографиите од овие девојчиња може да се симнат, нели може да се симнат и на илјадници уреди, и тие понатаму да продолжат да циркулираат, и овој начин на булинг да продолжи. Било што било на интернет пратено преку мрежата остава траг. Значи дури вие да го избришете на двата уреди на кои што било, тоа е веќе на некој сервер негде и некој ако сака може пак да го симне. Значи никогаш не може да се избрише. И затоа треба преку образованието, преку едукацијата, преку домашното воспитување да се влијае на начинот на однесување на децата. Тоа е најбезбедниот начин. Значи ние треба да го превенираме она што го прават, а не да го сега да реагираме откако веќе се случило на масовно ниво. Значи 8.000 луѓе добиле недозволени и незаконски фотографии и видеа од деца за кои што немале дозволи ниту одобрение. Дури и кога не е случај за малолетници. Значи дури и кога е тоа случај за луѓе што ги објавиле своите фотографии, да речеме, на некоја друга мрежа. Тие се симнати, едитирани, па потоа споделени со илјадници луѓе. И сега секој што ги има на својот уред мислам може кривично да може за малолетниците може да одговара кривично, а исто така може повторно да се злоупотребат во други групи, во други мрежи. Нели се спомна една апликација која што се користи од страна на геймери. Значи, да. Тоа е исто така апликација која што младите кај нас многу ја користат. Значи, геймерството е многу расширено во Македонија, сите играат, меѓутоа возрастните не верувам дека некогаш чуле дека има такво нешто. Така што таму се создаваат такви групи, таму може да се сподели, кога ќе се сподели таму повторно на некој сервер, тоа останува траг. И тие што ја добиле таму исто така може да ја споделат. Значи тоа е многу тешко потоа да се избрише целосно, невозможно е. Значи, фактички, од ова се може да се заклучи дека со сите можности што ги нуди интернетот и безбедност или не безбедност, дека последниот, повторно го кажува корисникот, односно колку самиот ќе се заштити, што ќе сподели, дали ќе пријави одредена група која што ќе види дека функционира незаконски и неетички. Да, одговорноста на крај паѓа на корисникот. Мислам, овие компании, уреди, алатки што се користат, тие се во насока на некоја на заштита на контрола што се користи. Нудат некаква доверливост на комуникацијата, но самата одговорност на крај паѓа на корисникот. Кога некаква информација, некоја слика што не треба да излезе, ќе излезе на интернет, многу е тешко да се повеќе да се запре. Дека интернетот е децентрализирана мрежа. Се пренесува многу брзо од човек на човек, од сервер на сервер, и потоа стварно е многу тешко да се запре. Работата никогаш да не излезе. Да. Само да додадам, да, одговорноста е на корисникот, меѓутоа кога ќе излезе во јавност, значи кога јавноста ќе дознае за некоја ваква злоупотреба која што вклучува незаконски дејства, тогаш мора да реагираат и институциите. Значи мора да се провери точно кој се имал пристап до тие фотографии кои што се незаконски споделени, зашто се злоупотребени, значи која била целта на таа група, дали таа група имала за цел само воајеризам, дали било тоа чисто за забава, дали било за подведување. Значи тука има низа на кривични дела кои што треба да се истражат и има илјадници луѓе, значи тоа претпоставам дека би бил еден долг процес. Веќе имаме информации дека некои од девојчињата што се злоупотребени пријавиле во полиција. Да, дека 2 случаи има. Јас разбрав 7 дека има што пријавиле. Без разлика, битно има, пријавуваат и тоа значи треба да се истражи и да одговараат тие што направиле кривично дело. Да, по застрашувачки е тоа што и членови припадници на МВР
беа членови и дел од таа група, меѓутоа ете очигледно Да. не работела доволно свеста за да се пријави, но еве да се надеваме дека ќе Да. И поранешни функционери, припадници на МВР и новинари, јавни личности. да, потоа се гледа дека се уште и кај нас не е доволно развиена свеста за тоа што се може, а што не може да се споделува или пак не се сака тоа да се приме како информација. Ви благодарам многу на двајцата за разговорот. Хвала и на вас.